Почитувани, разговараме со секретарот на Општинската организација на Црвен крст Кочани, Анета Коцева. Наречи си една година од трагедијата во Пулс, ќе направиме ретроспектива на случувањата од аспект на Општинската организација на Црвениот крст овде во Кочани. Да започнеме со ред, еве да ни кажете како и кога дознавте за пожарот во Пулс и како изгледаа првите часови од мобилизацијата на Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Така, ви благодарам на поканата да бидеме дел од оваа емисија. За самата трагедија дознавме уште во раните утрински часови. Веќе 3,5 часа после трагедијата, наши вработени волонтери на Црвен крст бевме пред Општа болница Кочани. Во тој момент знаевме дека се случува нешто сериозно, но сепак не бевме свесни за големината на самата трагедија. Како што кажав, брзо успеавме да се мобилизираме и веќе бевме присутни пред Општа болница Кочани уште во 6 часот наутро. Тоа беше нашиот тим на волонтери и вработени од Црвен крст Кочани, а понатаму како напредуваше денот, добивавме поддршка и другите општински организации на Црвен крст, како и од Централната канцеларија на Црвен крст. Вие бевте меѓу првите борбени редови, што конкретно значеше во тие критични моменти? Така, значи, во тој ден сакам да кажам дека бевме сведоци на една голема човечка трагедија и сите кои бевме присутни таму, не само волонтерите и вработените од Црвен крст, туку имаше и други луѓе кои помагаа во тие моменти, чувствувавме една тага, една голема тага, но сепак таа тага не можеше да биде изедначена со тагата и болката која чувствуваат во тој момент афектираните семејства. Ние како Црвен крст тогаш помагавме со логистичка поддршка, значи нашите волонтери делеа храна на присутните, вода, исто имавме тимови по прва помош кои укажуваа прва помош, но овие моменти исто така после трагедијата многу важна е првата психолошка помош и психосоцијалната поддршка. Имавме тимови на психолози кои укажуваа на афектираното население прва психолошка помош и не само пред болницата во Кочани, туку како што знаеме, преживеаните се носе и во болниците и во Штип и во Скопје и таму исто и така имавме волонтери и вработени кои беа присутни и даваа помош и поддршка на населението таму. Колку волонтери и вработени беа ангажирани и како вид помош најпрвен беше потребна? Така, значи, тој ден можам да кажам дека околу 160 волонтери, значи не само во Кочани, туку зборуваме и за Скопје и за Штип, беа ангажирани и беа присутни во првите часови после несреќата и околу 140 лиценцирани психолози кои даваа прва психолошка помош на афектираното население. Како се одвиваше координацијата со локалните институции, здравствените служби и останатите служби за итна интервенција? Ние како Црвен крст сме помошно тело на локалните власти и помагаме во секакви програмски активности. Дел од ова и одговорот при катастрофи. Така што како Општинска организација Кочани, како Црвен крст, како национално друштво, бевме поддршка на локалните власти и на националните власти, особено на Општа болница Кочани. Можам да кажам дека ова не е прва катастрофа со која се соочуваме. Ние како Црвен крст имаме действувани при други катастрофи и за овој период имаме развиено нека доверба и добра комуникација и соработка и сепак сметам дека тоа е клучна за заеднички да се одговори во нека ваква кризна ситуација. Колка беше поддршката од другите општински организации на Црвениот крст и како функционираше таа меѓусебна солидарност? Така, ако го земеме во предвид разнород на оваа трагедија, значи зборуваме за 63 загубени млади животи, сепак Општинската организација на Црвен крст Кочани немаше доволно капацитети, сепак или нема доволно капацитет да се справи со некоја ваква ситуација и затоа значи тоа е некој систем кој го имаме ние во Црвен крст, добиваме поддршка и од другите општински организации на Црвен крст, но и од Централната канцеларија на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје. Сепак, тоа е систем кој го имаме и таа координација наша беше многу брза и многу навремена. И сепак, тоа е модел кој функционира и се со цел да бидеме бевме присутни тука за оваа трагедија, но да бевме присутни за некои наредни кризни ситуации.
една година подоцна, што научи Општинската организација на Црвен крст Кочани од оваа трагедија и дали денес сте подобро подготвени за евентуални кризни ситуации? Така, значи можам да кажам дека многу научивме во оваа година и една од научените лекции која научивме е отварањето на регионалниот центар за ментално здравје. Морам да кажам дека уште од самиот старт по трагедијата во Црвениот крст беа отворени телефонски линии за психолошка помош, каде што не само во Кочани, тие беа отворени во Штип и во Скопје, каде што можам да кажам дека сме имале 10.388 повици на тие телефонски линии за прва психолошка помош и продолживме во давањето на прва психолошка помош и во наредниот период. Се спроведува индивидуални сесии, групни сесии со засегнатото население, со семејството кои имаат изгубена некоја драга личност, со повредените лица, но и со лицата кои беа први во одговорот на оваа трагедија, противпожарната единица, Доброволно противпожарно друштво Општа болница Кочани, затоа што и тие на некој начин беа засегнати и осеќаат траумата. Тоа што го научивме е дека во некоја ваква ситуација каде што имаме масовни жртви, немаме многу голема материјална штета, но имаме голем број на починати лица, особено млади лица, првата психолошка помош и психосоцијалната поддршка е навистина многу важна. Можам да кажам дека и клучна за вакви ситуации и ние настапивме во тој дел и една некоја наша научена лекција е отварањето на регионалниот центар за ментално здравје, каде што овој регионален центар го отворивме минатата година и ќе постои како некој локален ресурс кој го има заедницата, за тие лица кои имаат потреба од поддршка. Пред самиот крај на разговорот, која е пораката што испраќаме по речиси една година од несреќата во Пулс? Вака, тоа што сакам да кажам е дека мораме да се грижиме за безбедноста. Безбедноста е многу важна. Може би ние во Црвен крст го имаме тој мајндсет секогаш за безбедност, затоа што работиме на одбор при катастрофи и секогаш размислуваме за ризиците и што може да се случат кога настапуваме, но сметам дека мораме да го подигаме населението, на свеста на населението дека мораме да размислуваме за ризиците, за самата безбедност и за ризиците. Но исто така сметам дека од друга страна апелирам дека како заедница навистина многу научивме, поминавме низ многу тежок период. И тоа што ни треба моментално е заедништво, така да работиме сите на нашето заедништво за да биде поубаво, да биде поубав и поспотен нашиот град. По трагедијата во дискотеката Пулс, Црвен крст на Македонија отвори наменска сметка за собирање финансиска помош за семејствата на загинатите и повредените. Преку апел за солидарност, граѓани, компании и институции донираа средства на Фондот за солидарност. Заклучно со 23 мај 2025 година на сметката биле собрани 156 милиони 542 967 денари. Распределбата на средствата се одвивала во повеќе фази. Првата поголема исплата била реализирана до 17 април минатата година, кога биле префрлени средства кон 62 семејства на загинатите во трагедијата. Во наредниот период следувале исплати и за повредени лица, како за оние кои се лекувале во земјава, така и за лицата кои биле на медицински третман во странство. Заклучно со 23 мај биле трансферирани 107 милиони 449 101 денар. Последен трансфер на средства бил извршен на 17 јуни минатата година, кога дополнително биле исплатени 39 милиони 750 илјади денари на 156 лица, распределени во 5 категории, согласно степенот на повредите и потребите за понатамошно лекување. Со ова вкупно 147 милиони 199 илјади 101 денар биле распределени од наменската сметка. Во наредниот период ќе следува уште исплати. Од Црвениот крст соопштија дека распределбата се вршела врз основа на процена на здравствената состојба и реалните потреби на секое засегнато лице во координација со релевантни институции со цел средствата да бидат доделени транспарентно и правично.
Овој продукт е изработен со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот SMS Facility, поддршка за малите медиуми од Западен Балкан, локално имплементиран од фондацијата Метаморфозис. Содржината е единствена одговорност на медиумот и авторот и не ги одразува нужно ставовите, мислењата и вредностите на Европската Унија, фондацијата Метаморфозис или проектот SMS Facility.